на истражувањето, така што целта на ова истражување беше основната детерминанта на влијанието на сајбер безбедноста врз процесите и нормалниот тек на функционирање на урбаното општество со посебен осврт на влијанието врз критичната инфраструктура која што секако е дел од урбаното општество. Основната хипотеза во ова истражување вели дека сајбербезбедноста во урбаното општество е тесно поврзана со критичната инфраструктура и представува основа за градење на националната безбедност во рамките на една модерна држава. Значи, од тука произлегува фактот дека една модерна држава не може да се замисли без критична инфраструктура. Оправданоста на истражувањето произлегува од фактот дека функционирање на едно урбано општество се темели врз експанзија на смарт или паметна технологија, од која зависи секој сегмент на критичната инфраструктура во општеството кој се нарекува урбано, но и податоците и имотот кој што е дел од граѓаните, нешто што ја наметнува потребата од градење на безбеден и сигурен сајбер простор. Дигитализацијата и воведувањето на информатичките комплекси во воените, полициските, индустриските, химиските, нуклеарните и останатите сегменти на модерното општество го чинат фактот дека сајбербезбедноста добива фундаментален пристап или приоритет за една држава, регион, па и пошироко. Последиците кои што произлегуваат од појавата на ризици и закани во однос на сајбербезбедноста можат да чинат големи човечки жртви, големи економски загуби, а дури и да бидат причина и повод за одредени вооружени конфликти или судири помеѓу одредени семји во светот. Понатаму истражувањето ќе даде јасна слика за значењето на овој вид на безбедност во модерниот свет и ќе навакне свое влијание во подобрување на механизмите за градење на овој вид безбедност во општеството преку добиените резултати од ова истражување кои секако ќе бидат базирани на соодветни методолошки пристапи. Поимното определување на сајбербезбедноста вели дека поимот сајбербезбедност се однесува на безбедноста во сајбер просторот. А тоа е простор или целокупната информатичка мрежа која што се користи денес во современите општества, вклучувајќи ја конкретно и мрежата преку која ние сега вршиме пренос од оваа научна конференција. Понатаму терминот сајбер инкорпорира компјутери, интернет, мобилни уреди, мобилни телефони, секој вид на паметен или смарт уред и така натаму и така натаму. Меѓутоа, под услов тие да бидат поврзани во одредена мрежа и преку истите да се врши размена и трансфер на податоци. Сајбер просторот е полн со критични информации, независно од тоа дали тие се нечија приватна собственост или владена институција. Модерниот начин на комуникација подразбира незамисливо голема размена на податоци и информации преку сајбер просторот. Токму затоа, безбедноста на тие информации е од суштинско значење при нивниот пренос од почетна или од една појдовна точка до крајниот корисник. Истите мора безбедно и во целост да бидат споделени, односно пренесени. Сајбербезбедноста се рефлектира во сите сегменти на модерното општество. Критичните инфраструктури и услуги се соочуваат со голем предизвик во однос на компјутерската безбедност. Дигиталната трансформација, како и правните барања и многу други кондицијски фактори ја наметнуваат побарувачката за поголема и поефикасна заштита на компјутерската безбедност или сајбербезбедноста за која говориме. Сајбербезбедноста може да се елаборира како примена на технологии, процеси и контроли за заштита на одредени системи, мрежи, програми, уреди и податоци од сајбер напади. Основната цел на сајбербезбедноста е да го намали ризикот од одредени сајбер закани или во целост да спречи одредени сајбер напади во однос на неовластено влегување, користење на системите, мрежи и технологиите од страна на неовластени лица. Поим и значење на критичната инфраструктура е секако дел од ова истражување,
каде што терминолошки критичната инфраструктура може да се поистовети со елементарната инфраструктура на државата. Во поширока смисла, терминот критична инфраструктура најчесто се однесува на техничко-технолошките капацитети, енергетските капацитети, воените капацитети и сите останати капацитети кои што се од витално значење за нормално функционирање на државата и создавање на минимум безбеден и нормален живот на граѓаните кои што се дел од државата. Анализата покажува дека достапната литература вели дека критичната инфраструктура во различни држави на светот опфаќа различни капацитети, но сето тоа зависи од степенот на развиеност на државата, односно нејзина опременост или нејзина техничко-технолошка или информатичка развиеност. Значењето на поимот критична инфраструктура во различни земји во светот може да се движи од обичен извор на вода за пиење, па се до одредена високо софистицирана техника од типот космодроми, нуклеарни постројки и така натаму и така натаму. Многу реномирани автори критичната инфраструктура ја опишуваат како фактор за заштита на граѓаните, институциите, водосостојба и екзистенција, додека други ја опишуваат како фактор кој наметнува потреба од обезбедување, дополнителни финансии, обука на човечки ресурси и така натаму. Поинаку, оваа инфраструктура, чии системи, ресурси и услуги се фундаментални за развојот на општеството и кои обезбедуваат континуитет во нормалното функционирање на услугите, што ги даваат државните и јавните административни единици, секако можат да бидат ставени под префиксот критични и се нераскинлив дел од урбаното или модерното општество во кое што денес ние живееме. Врз основа на релевантни факти и досега изнесеното од моја страна, формирани се неколку заклучни согледувања, каде што функционирањето на критичната инфраструктура во урбаното општество зависи од нивото на кое е изградена сајбербезбедноста во самото општество. Техничко-технолошката експанзија на општеството зависи од смарт технологијата и има фундаментално значење во однос на урбанизацијата, но остава и отворена можност и ја прави ранлива критичната инфраструктура, каде последиците би можеле да бидат несогледливо големи. Понатаму, сајбербезбедноста во најголем број држави во светот е предмет на законски надлежни институции кои развиваат најразлични механизми за нејзино остварување. Во таа насока ќе споменам дека институцијата од каде што доаѓам, Министерството за внатрешни работи, е еден сегмент од системот од националниот систем за сајбер заштита на нашата држава, каде што врз основа на законски надлежности и подзаконски акти има одредени организацијски единици кои што имаат директна надлежност да ја гарантираат и генерираат сајбер безбедноста во нашата држава. И благодарам. Ви благодарам за презентацијата. Според договореното однапред, просторот за дискусија и коментари во однос на презентациите ќе остане на крајот сите презентации. Инаку само накратко, доктор Владимир Спасов се осврна на улогата на сајбер безбедноста врз урбаното општество со посебен осврт на критичната инфраструктура, покрај теориските аспекти на сајбер безбедноста и критичната инфраструктура. Во добар дел од презентацијата ќе посвети внимание на самото значење на критичната инфраструктура за денешното современо општество, на процесот на градење на безбедносен сајбер простор, како и на последиците од загрозувањето на овој сајбер простор. Со тоа ја отвори можноста за дополнителни истражувања во оваа сфера и се надевам дека вашата презентација ќе инициира и дискусија во 20 минути која ќе дојде времето за дискусија. Ви благодарам уште еднаш. А сега го поканувам доктор Игор Ѓуревски од Министерството за одбрана да го презентира трудот хармонизација на планирањето на националната одбрана со одбранбениот процес на НАТО, труд кој што е во коавторство со професор доктор Зоран Мацев. Благодарам. Добар ден на сите. Малку е поточко постапче да се зборува, да не стигнучи издржаме до крај.
Господин колега, професор, ви благодарам за најава. Благодарам на честа што имам тогава да го презентирам трудот кој што е напишан во авторство со мојот ментор професорот Зоран Нацев, а се однесува на популарна тема хармонизацијата на процесот на планирање во одбраната на национално ниво со НАТО процесот на планирање. Станува збор за процес на планирање кој што во многу земји, речем скоро во сите земји, е далеко од очите на јавноста, со исклучок на одредени стратегии, доктринарни документи, концепции кои што се продукт на тоа планирање или одредени методологии по кои се дава насоки како генерално тој процес се спроведува. Најчесто продуктите од планирањето во овој процес се со одреден степен на класификација. Зашто? Затоа што опфаќаат проблематика која што се однесува на развојот на воените и одбранбените способности на армиите, односно вооружените сили на сите земји членки како на НАТО, така и на Република Северна Македонија. Самиот наслов ни кажува дека станува збор за условно речено двослоен процес на планирање кој што се одвива на национално ниво, а сега кога сме членка на НАТО имаме обврска да се вклучиме и да го спроведуваме процесот на планирање на НАТО, процесот на одбранбено планирање. Нема стриктно да се држам до структурата, но е задржам повеќе некои практични предизвици со кои што се соочуваме во процесот на планирање на национално ниво, исто како и во процесот на планирање на НАТО. Она што представува еден голем предизвик е тоа што овој процес на планирање мора да се направи соодветен спој на идејата, визијата, на ресурсите со кои што располагаме и временскиот период. Тоа е навистина голем и сложен предизвик. Зашто тоа го кажувам? Затоа што нашиот станува збор за опрема, воена опрема која што не можеме да појдеме во продавници да ја купиме. Речем, дајте ми 2 тенка, 3 топа, 5 авиона, не. Мора таа однапред да се договори. Мора да се договорат одредени спецификации. Мора да се договорат многу работи. Да се договори обука, муниција, одржување, па дури и начин како таа да се уништи. Значи, унапред мора да се гледа некогаш 30-40 години колку што е желатината и на таа воена. Сега, кои предизвици се случуваат? Нашиот систем на планирање се базира на систем на планирање, програмирање, буџетирање и извршување, кој што е доста комплексен. Последните 2 фази се однесуваат на годишна основа, тековни се поврзани со буџетирањето и извршувањето на буџетот и тековните обврски. Првата фаза е она која што ја дава визијата и политичките цели ги претвара во реалност. Планирањето кај нас е поделено на 3 етапи, условно речено. Долгорочно до 10 години, среднорочно до 4 години, краткорочно од 0 години. Ова начин на планирање и овој процес на планирање е доста поразличен од останатите државни институции кои се од владиниот процес. Ние дојдовме во ситуација кога владата ни побара годишен план, ние го ставуваме годишен план, едноставно не е компатибилен со барањата на владата, па мораме да модифицираме, да креираме дополнителна методологија за годишно планирање. Владата има процес на 3 до 5 годишно планирање, ние имаме 4 годишно среднорочно планирање. За долгорочно планирање. И што се случува? Досега имаме изработено 3 долгорочни планови. 10 години. Додека НАТО пак има подруг принцип на поделба на тоа планирање. Кај нив краткорочното е од 0 до 6 години, среднорочното од 7 до 19, а долгорочното од 19 на најголем. Да се соочуваме со сериозен предизвик, што во наредниот период мора да го избалансираме.
Спомнав дека досега имаме изработено 3 долгорочни планови. Буквално, ако за преводот немаме искуство, имаме огромни жалботеки или што и да е, за последниот имаме доволно искуство. Така да ги следиме методолошки задачи кои што се потребни. Побаравме макроекономски проекции од финансии, Министерство за финансии. Ги пеглавме проекциите, ги согласуваме со барањата на НАТО. И согласуваме многу работи. Навакре дојдовме до некои реално издржливи предпоставки и постулати за планирањето со стабилна макроекономска буџетска проекција на пораст на GDP по години, издвојување, зголемување се окей. И со првата година добивме 95% од средствата што беа планирани. Втората добивме 98% од средствата што беа планирани. Меѓутоа, и претходното искуство и сегашно искуство на површина изнесе факт. Тоа е тековната криза со коронавирусот, која што предизвика кратење на буџетот, намалување и автоматски сите проекции кои што ги имаме правено мора да претрпат измени и ажурирање и дополнување. Комплексноста е навистина се опфатна и мора да се мисли на секој елемент на тој процес. Во делот на програмирањето, односно изработката на среднорочниот план, кој се состои моментално од 8 програми. Предизвикот е и тука различен што тие програми не се исти со оние владини буџетски програми. Тука постои некогаш недоразбирање и дисбаланс во работите. Мора и тука да се води сметка како тие проекти ќе се реализираат. Не станува збор за едногодишен или двогодишен проект. Станува збор за проекти кои што траат со години, кои што го фаќаат целиот животен век на опрема. Океј, ќе купиш опрема, меѓутоа ако немаш соодветна обука, ако не исполнираш обуката на персоналот, што се направи? Ништо. Значи е неупотребливо. Може да купиш опрема, да речеме да направиш пропусти во делот на потребите, што се во поглед на интероперативноста со НАТО, земјите членки. НАТО стрикно се пропишува што сака и како сака. За секоја една единица што сака да ја развива има соодветни капабилити код, карактеристики што се мора да има. Ние имаме една ситуација кога од 2006 година до 2019 година развиваме средна шатинска батальонска група со едни одредени барања. Преку ноќ НАТО не ги смена подобните ние сега од средна добивне лесна декларирана единица за разлика што само за комплетно друга опрема. Така да, многу има непредвидливи, многу иксови има во овој начин на планирање, кои што понекогаш е многу тешко да се предвиди. Но како и да е, нашата работа е да продолжиме со планирањето и предвидувањето. Што се однесува до сегментот на НАТО процесот на планирањето, условно е поделен на два дела. Еден дел е наменет за земјите партнери, процес на планирање и преглед, или скратено познат како ПАР, кој што не е обврзувачки на доброволна основа, и вториот процес е НАТО Defense Planning процес, односно процес на правено планирање на НАТО, кој што е задолжителен за секоја земја. Нашето искуство во процесот на планирање и преглед ПАР е доста богато. Тој го започнавме уште 1995 година. Тој процес го започнавме уште 1995 година. Значи, 24 години го работевме тој процес. Накратко можам да кажам дека тој почнуваше со политички насоки во кои што Алијансата дава одредени насоки со цел да се осигура дека сите земји партнери ќе ги
имплементираат нејзините препораки, барања и што и да е во однос на развојот на одбранбените способности за, не дај Боже, тие сили да можат да действуваат заедно на терен, на некои услови. Најдобар показател за тоа е учеството и односно придонесот во меѓународните операции, каде што сега таа интероперативност и извежбаност. Тоа, врз основа на тие политички насоки се дефинира одредени партнерски цели кои што кажуваат што сакаш да развиваш, што е потребно да развиваш. После тие партнерски цели, НАТО доставуваше методологија за изработка на преглед на кои што се изразуваат доста податоци за тоа до каде се стигна со самиот развој. Што си остварило одветеното, што не. Нашки кажано, што си излажал. Еднаш ќе излажиш, два пати, третиот пат ќе те фатат, нема. И врз основа на тој извештај се изработуваше проценка, детална во која што постои согласување. Ти мора да бидеш задоволен и ти и они од текстот за да биде усвоен. И надопред процесот завршуваше со изработка на збирен извештај за партнерските цели или степенот на интероперативност на партнерите. Меѓутоа, предизвикот беше тука што голем дел од партнерите, посебно од Истанбулска иницијатива или Медитерански диалог, оставува лимитирани податоци, да би безбедносното окружување во кое што се наоѓа. Значи, не ги доставуваат соодветно сите податоци за да се направи конкретна проценка. Меѓутоа, НАТО процесот на одбранбено планирање, кој што е нов и за нас, е многу посериозна работа, која што бара и повеќе ресурси. Што тоа значи? Што е задолжително? Еднаш што се усвои тој процес, тие документи, тие стануваат веќе составен дел на националниот процес на планирање. Наша обврска е да ги спроведеме. Понекогаш може би е подобро да добиеш полош извештај или полоша проценка, дека ништо не е добро, затоа што во наредниот период од 2 години, кога се врши повторна оценка, имаш некаде да покажеш некој придонес на успех, па добиваш позитивни оценки. Значи, во основа станува збор за 4 годишен процес на планирање, кој што се спроведува низ преку 5 чекори. Првиот чекор исто подразбира политички насоки, кои што се поразлични тие во пар процесот и се однесуваат на развој на способност на земјите членки на НАТО, насочени кон имплементација на стратегиските определи на Алијансата, односно стратегиски концепт. Значи, што спомнав, тие гледаат долгорочно над 20 години како ќе изгледа одбраната. Вториот чекор го изработуваат, условно речено, се однесува на определување на потребите, и тука е чисто таа војничка работа и тие документи, minimum capability requirements, минимални побарувања на способностите, изработуваат двете команди, командата за трансформација и командата за операција. За основа на тие побарувања, понатаму се врши преминува на третиот чекор, кој што се однесува на прераспоредување на барањата во сите сојузници. Што тоа значи? Дека секоја една земја не добива исти способности да развие исти воени сили. Се прави еден баланс помеѓу население, GDP, површина, низа фактори. Врз основа на тоа се определува одреден коефициент кој што се мери на тежина и се задолжува секоја земја што да работи. Постои одреден елемент на тргување, условно речено. Ако, например, Македонија не може да развива некои способности, тогаш оди и пристапува, разговара со нека друга земја која што може би сака да ги развива тие способности, па се прави замена на тие барања. Четвртиот чекор се однесува на имплементацијата и тој трае низ сите фази. Низ сите фази, од првата до последната. И последниот чекор се однесува на преглед на резултати. Основно тоа е повторно начин на оценување на експертите на НАТО на секоја земја, значи колку тоа што го ветили, што го прифатиле, го реализирали и го остварили.
Како што спомнав, истражувањето и проучувањето на овие процеси е доста лимитирано. Затоа што во НАТО контекст, освен методологијата и нешто на интернет што може да се најде, се останато е со одреден степен на класификација во доменот на процес на планирање и тоа е нормално, разбирливо, зашто е тоа така. Основен принцип на НАТО е исподелувањето на информациите меѓу сите земји членки. Нас не останува уште многу работа. Ние како земја се приклучени минатата година во процесот на планирање на НАТО и се уште го немаме заокружено еден цел круг, па да знаеме искуствено што се тоа после варените предизвици. Така да треба да поминат уште 3 години, за да го заокружиме нашето процес и се надевам дека следна прилика ќе имаме повеќе искуствени податоци кои што ќе може да ги споделиме и да ги презентираме. Благодарам. Благодарам на доктор Грчевски за неговата сопарна, но исто време би кажал и концизна и мощна сликовита презентација. Всушност со неговата презентација тој инициираше на мощна тема, но што е интересна тема. Слободно би кажал дека на еден аналитички компаративен начин и приказ го представи и елаборира процесот на национално планирање во нашата држава, започнувајќи со презентирање на досегашните резултати и искуства на овој план, па се до актуелните предизвици односно на прашање. И се надевам дека со вашата презентација ќе го предизвикате интересот за коментари, значи после третата и последна презентација. Благодарам уште еднаш. Значи, во отсуство на останатите двајца коавтори на овој труд, стана збор за професор доктор Сергеј Цветковски и за доктор Миклочо Спасов. Ја добив честа да презентирам трудот со наслов теоретски аспекти на трансформацијата на безбедносен концепт. Согласно насловот на научната конференција 100 години придонес на општествените и комунистичките науки кон општеството, и ние се потрудивме со овој труд да направиме еден аналитички приказ на сложената и комплексна природа што има безбедноста и безбедноста како концепт. Во таа насока, трудот генерално е поделен на 5 поглави или на 5 главни компоненти врз основа на кои го вршат истражувањето. Во првиот дел, значи, вниманието е посветено на теоретското определување на безбедноста и на безбедноста како концепт, додека потоа анализата на безбедносниот концепт е направена врз основа на карактеристиките и проучувањата на традиционалниот и современиот безбедносен концепт, како и од аспект на призмата на проучувањето на концептот за безбедносен комплекс и безбедносна заедница. Значи, кога станува збор за дефинирањето на безбедноста, иако наведом звучи и изгледа дека значи, тоа би представувало лесен и едноставен пристап да се дефинира безбедноста, сепак може да се каже и би истакнал дека во стручната литература не постои една општо прифатена универсална дефиниција за тоа што навистина представува безбедноста. Зошто е тоа така? И кажува дека главните предизвици генерално се дължат на фактот дека безбедноста представува сложен и комплексен феномен кој што низ историјата е предмет на разни трансформации и на проучување од страна на разни теоретски и општествени пристапи и контексти. Сепак, во една најширока смисла на зборот, несомнено е дека безбедноста ги опфаќа активностите на индивидуите и на државите насочени кон обезбедување на нивниот опстанок. Во оваа насока и поимањето на Хобс, основоположникот на теоријата за започнување за безбедноста, според кого, значи безбедноста ги опфаќа активностите на државите, насочени кон обезбедување на нивните граѓани од инвазија на туѓинци или од нивно меѓусебно истребување. Од
Од енциклопедиски аспект, концептот за безбедност, значи тоа се поврзува со отстранувањето на сите активности или неактивности, значи пропуштања кои што можат да ги загрозат или пак ги загрозуваат луѓето, материјалните, културните добра, јавниот ред и поредок, определен простор или нека друга вредност. Покрај тоа, значи од правен аспект, концептот за безбедност, значи тоа се поврзува со постоењето на јавен ред и поредок во државите, како и со постоењето на ефикасен безбедносен систем за превенирање, за откривање и сузбивање на казнивите дела и следствено на тоа постоење на ефикасен судски систем за правично пресудување во односните казнени кривични дела. Од социјален аспект, концептот за безбедност најчесто се поврзува со безбедноста на индивидуите, што во фокус е нивните економски проблеми и прашања, додека од социјален аспект концептот за безбедност се поврзува со безбедноста на заедницата и со нејзиниот процес, со нејзиниот идентитет, најчесто манифестиран од аспекта на јазикот, на религиските културните вредности. Кога станува збор за теориските аспекти на трансформацијата на безбедносниот концепт, во теоријата, која што се занимава со изучување на безбедноста, неоспорно е значењето на 4 генерации безбедносни студии. Само накратко, значи нови се прикажани пристапите во анализата на безбедноста на тие генерации на безбедносни студии. Првата генерација е уште позната како радикализам, карактеристична е за првата половина на 20 век. Во рамките на оваа генерација безбедносни студии, безбедноста се сваќа онакако што е нејзиното епистемиолошко значење, односно ослободеност од грижи и од проблеми. Карактеристично за оваа генерација безбедносни студии тоа што истражувачите во рамките на оваа генерација сметаат дека ние луѓето по природа не сме насилни суштества. Тоа зашто настануваат загрозувањето на безбедноста, одговорот го бараат во анархичниот меѓународен однос и во условно речено пропустите во меѓународниот систем. А втората генерација на безбедносни студии, позната уште како стратегиски студии или постојна реализам, затоа што се јавува во периодот по завршување на Втората светска војна. Карактеристично за оваа генерација безбедносни студии тоа што безбедноста на државата постанува централен концепт околу кој се фокусира и насочуваат истражувачите на безбедносните динамики. И тоа проблемите на националната безбедност се анализираат во рамките на оваа генерација исклучително од воен аспект, со што имаме ситуација да теоријата на застрашување и одвраќање постануваат централно, заземаат централно место во градењето и развивањето на безбедносните динамики. Во рамките на оваа генерација безбедноста се сваќа како осуство на страв, како резултат на перцепцијата дека евентуалната меѓусебна конфронтација помеѓу големите сили во тој период со евентуално потребна нуклеарно оружје би инициирала нивно меѓусебно уништување. Третата генерација безбедносни студии е позната што како меѓународни безбедносни студии и карактеристично за оваа генерација тоа што за прв пат се инициира ставот дека безбедноста не значи само воена безбедност, туку дека и невоените закони ризици можат да представуваат исто така сериозна закана за човештвото и за државите, како што тоа представува како што представуваат воените закони, самото нуклеарно оружје. Поводот тие значи го застапуваат ставот за проширување и продолжување на концептот за безбедност. И на крај, четвртата генерација на безбедносни студии, карактеристична за период значи по студената војна. Оваа генерација на безбедносни студии го застапува ставот дека иако биполаризмот и карактеристичните закони од времето на студената војна се елиминирани, сепак законите и ризиците по безбедноста на државите и на човештвото од крајот на студената војна па до ден денес не се намалени. Напротив, новите безбедносни закони и ризици инициираат нови перцепции, ново сваќање за безбедноста. Со самото тоа инициираат и нови безбедносни стравови, при што особено доминантни се стравот од можните последици од меѓународниот тероризам, како и стравот од асиметричните закони. Само накратко, значи останува збор за теориските аспекти на трансформација на безбедносниот концепт. Неопходно е да се посочи значењето на традиционалните на современиот безбедносен концепт, односно значењето на традиционалната и современата мисла за безбедност. Според традиционалниот безбедносен
Традиционалната безбедност на сваќање за безбедноста се препознава во сликата за безбедноста креирана на Втората светска војна, кога доминираат војните проблеми и прашања. Всушност, главниот фокус во рамките на традиционалниот безбедносен концепт е безбедноста на државата. Како резултат на тоа, безбедноста на индивидуите и индивидуалната безбедност, концептот за индивидуална безбедност во овој период е запоставен во интерес споредба со безбедноста на држава. И со оглед на тоа дека безбедноста во овој период се сваќа исклучиво како војна безбедност или војен аспект, учени се три основни претпоставки врз кои што се базира традиционалното сваќање на безбедноста. Тие се прво дека безбедносните закани произлегуваат од војната, второ дека војната представува резултат на анархичните меѓународни односи и трето дека безбедносните закани можат да се превенират и по воспоставување на систем на рамнотежа на моќ или со нуклеарно одбраќање. Спротивно на ставата на традиционалните безбедносни студии дека системот на рамнотежа на сила и на моќ во меѓународните односи би инициирал стабилност и безбедност, конкретно на минатиот век се јавува идејата за воспоставување на еден нов алтернативен концепт за безбедност, кој што односот, односно релацијата базирана на односот сила-одбраќање ја гледа како дел од проблемот и како еден од главните извори на нестабилност во меѓународните односи. Според овој современ концепт за безбедност, безбедноста не значи само војна безбедност, односно ослободена со војни закани, туку според овој концепт значење се придава на останатите невојни аспекти на безбедноста, како што се почитување на демократијата и демократските вредности, владење на правото, почитување на социјалните права, меѓусебното разбирање и слично. Во таа насока, представниците на современиот безбедносен концепт се залагат за проширување и продолбочување на безбедноста. Проширувањето се однесува на анализа на безбедноста не само низ призма на војниот сектор, туку и низ призма на политичкиот, економскиот, социјалниот и еколошкиот сектор, додека продолбочувањето се однесува на зголемувањето на нивоата на анализа и на референтните објекти кога се анализира безбедноста. Ако во рамките на традиционалните безбедносни студии безбедноста се анализира единствено низ призмата на државата како референтен објект, во рамките на современиот безбедносен концепт се додаваат нови нивоа на анализа, кои што кажам, започнувајќи од индивидуите, односно индивидуална безбедност, преку заедниците, регионите, па се до меѓународниот систем, како највисоко субсистем составен од меѓусебно зависни единици на кои нема друг систем. И исто така, кога станува збор за теоретските аспекти на развој на безбедносниот концепт, необходно мора да се спомена значењето на концептот за безбедносен комплекс и безбедносна седница. Воспоставувањето на концептот за безбедносен комплекс произлегува од потребата за воведување на едно ново субсистемско или регионално ниво за анализирање на безбедноста. Зошто се оваа потреба, бидејќи тогашните истражувања за безбедноста се базираат единствено на две нива: национално, односно национална безбедност и меѓународно ниво, меѓународна безбедност. Низ овие два аспекти, претходно се анализира концептот за безбедност. Сега, која е значајноста на ова средно субсистемско ниво што се инициира со безбедносниот концепт? Тоа главното значење произлегува во ставот дека преку ова ниво може на анализа на безбедноста, може да се аргументирано да се отворат тврдењата за доминантната улога на големите сили во креирањето на безбедносните динамики на локално ниво и следствено на тоа да се инициира и анализира и значењето на локалните безбедносни актери и фактори во креирањето на локалните безбедносни динамики. Најпозната дефиниција за безбедносен комплекс ја дава Пери Бузан во рамките на Копенхагенската школа за безбедносни студии, според кој безбедносниот комплекс го чина група на држави, чии што примерно или најбитни, најзначајни безбедносни перцепции грижи се до тој степен испреплетени да помеѓу нив постои силна увереност дека нивните отворени прашања ќе ги решава по мирен пат. Генерално може да констатирам дека физичкото суседство помеѓу државите би бил иницијален фактор за креирање на безбедносен комплекс, меѓутоа тоа не е единствен или доминантен фактор, бидејќи тука пред се доминантна улога и влијание има
заедничката рангливост на соседите, односно соседните држави, нивната заедничка перцепција за безбедносните грижи од заканите и ризиците по нивните национални безбедности. Наспроти анализата на безбедноста од аспект на безбедносен комплекс на регионално ниво, Карл Дојч го развива концептот за безбедносна заедница, тргнувајќи од ставот дека освен на регионално и на меѓународно ниво и покрај тоа што се уште денес говориме за анархичен меѓународен систем, сепак Карл Дојч развива идејата дека на меѓународно ниво државите можат ефективно да споделуваат заеднички интереси, потврда за тоа е да споделуваат заеднички норми, вредности, символи кои што го креираат на специфичен социјален идентитет. Потврда за тоа е фактот дека и денес, во различни сфери државите соработуваат и споделуваат заеднички интереси, на тој начин градејќи и развивајќи меѓусебната доверба и истовремено елиминирајќи го меѓусебниот страх од недоверба. Во таа насока Дојч истакнува дека безбедносните заедници, дека безбедносна заедница апсолутно представува група на држави кои што се интегрирани до тоа ниво, да нивните реални, вистински безбедносни грижи, дека се интегрирани до тоа ниво, да нивните реални безбедносни проблеми нема да ги решаваат со употреба на сила, туку дека истите ќе ги решаваат со употреба на миролюбиви средства. При тоа тој прави разлика или компарација помеѓу фузирани и плуралистички безбедносни заедници. Карактеристична за фузираните тоа што претходно независни единки креира една поголема единка, заедничка наднационална единка со заедничко управувачко тело, односно наднационална влада, додека за плуралистичките карактеристично е тоа што независните единки споделуваат заеднички уверувања и сметаат дека со текот на времето комуникацијата е таа која што ќе представува главен двигател да зголеми нивната меѓусебна доверба до тој степен да тие се интегрираат до ниво на безбедносна заедница. На крај, како заклучок, би истакнал дека денес безбедноста не само денес, од почетоците на нејзиното изучување па се до ден денес, безбедноста представува сложена и сложен и комплексен феномен, предмет на разни трансформации низ историјата и на различни теориски проучувања, како резултат на тоа денес во употреба се термините воена и политичка, економска, социјална безбедност и така натаму, а инаку во насока на потврда на фактот дека таа представува комплексен и сложен феномен, би истакнал дека во исто време на исто место безбедноста може да има различно значење. Што тоа значи? Ако тргнеме од аналитичката рамка, од објективната и субјективната аналитичка рамка на безбедноста, односно од објективен аспект дека безбедноста подразбира отсуство на закони под одредени вредности, а во субјективен аспект отсуство на страх дека тие вредности ќе бидат загрозени. Сведоци сме дека низ историјата и денес се уште постојат општества кои што не може да ги препознаат законите онаму каде што тие реално постојат и паралелно со тоа постојат условно речено параноични општества кои што препознаваат закони онаму каде што реално законите не постојат. Ова само уште еднаш говори за сложената комплексна природа на безбедноста. Второ би потенцирал дека најголемата и доминантна трансформација на безбедносната концепција е направена од денешен аспект, направена со крајот на студената војна. Со напуштањето на традиционалното безбедносно сваќање, иницирањето на новото современо безбедносно сваќање кое што потенцира го актуализираше прашањето за проширување и продолжување на безбедноста. И во однос на современите предизвици за безбедносниот концепт денес би истакнал дека доколку истражувачите на безбедноста денес го прифатат ставот дека опсегот на традиционалните безбедносни студии, опсегот на традиционалното сваќање на безбедноста е навистина проширен. И истиот повеќе денес опфаќаат закони ризици од колку непријатели, паралелно со тоа вклучувајќи ги политичките, економските, социјалните, човечките, како и предизвиците од животната средина. Во тој случај би потенцирал дека просторот за креирање на и потенцијалот за креирање на современ концепт за безбедност во голема мера е унапреден. Сепак, за да се случи тоа, неминуемо и политичките елити и донесувачите на одлуки да го прифатат таквиот став, бидејќи тие имаат капацитетот да креираат
клима на заеднички одговорности и заеднички перцепции на потребите на сите безбедносни провайдери на сите нивоа, започнувајќи од локално до меѓународно ниво. И благодарам за Благодарам уште една за присуството и во интерес на времето сега би го отворил панелот за дискусија, доколку имате коментари, дилеми, повелете со вашите излагања. Да, повелете. Прво за вас, за една точка во рамките на вашата стратегија, Да. Јас сакам да кажам, сите мерки кои што се зависат од самото општество, нивото на демократија, односно која мерка нашата земја одговори на стандардите од НАТО алијанса. Значи, Роберт Шуман, основачот на вакано темелникот на идејата за Обединета Европа, на Европска унија, рекол дека најдобрата безбедност е безбедува одговорниот граѓанин. Како мислите дека во нашата држава се формира одговорниот граѓанин? Ја мислам дека обратно. Бидејќи оној граѓанин кој што е одговорен и кој што кажува што не чини, тој е супресиран, очигледно. Еве ќе кажам пример, речено на оваа конференција, не мислам дека тоа бидат паспортизма, но изгради на калата во Скопје 2 пати повеќе за да зема некаков хонорар, да судот го досудил, он никогаш не заврши во затвор. Слично нешто Гордана Јанкуловска исто така, мислам дека она и го одложи идењата во затвор, а некако специјално истражување, пред тоа затоа што била времена, додека да речем имаше сличен случај пред тоа со кирката на Велја Рамковски, која што па не беше крива, меѓутоа не ја пуштена во затвор, детето им умре заради тоа што не ја пуштена. Значи, граѓанинот ќе назва безхрабрен, да биде совестен, да биде одговорен, напротив, стимулиран да биде продуктивен, да биде девијантен, да биде утрон, да биде клиенталист и како воопшто мислите во ваков цел амбиент. Јас рече, како и никој покажа сега владата, дека ги рече тие проблеми. Меѓутоа, еве каква е таа, да речем, исто така и кадровска политика, да речеме, Љубер Бошковски е ставен на црната листа на стечајба. Советник на премиерот. Слично, него исто така случај со лицето кој што беше одговорно за вработување во администрацијата. Го знае дека е руски шпион, а он беше поставен и мислам дека се уште е на некоја висока позиција, меѓутоа ние сами дека го сменја сепак, меѓутоа он се уште работи таму. Значи, како уште граѓаните гледаат дека ова не е, како може да бидат одговорни во оваков амбиент. А второ, да мојот драг колега Сашо Митерски, како мислите, јас мене ми во града и ми во Псот, додека беше минатата влака, имав таму многу драги смети со луѓето и открив да се жалам во агенцијата за против стажите позади долна арма. Меѓутоа, таму век неколку пати и сега пред деновите, таму никој не е отишол години на работа. Одниците се се најскапнираме, најскапнирали, меѓутоа таму никој не оди на работа, не ми пропадна инбоксот. Како мислите ќе функционира сајбер безбедноста, кога едноставно лицата кои што се грижат за тоа, воопшто не одат на работа? Тоа е потребно шансите на овој да искажа негови видувања, на се, односно да прашам, повеќе имаше дискусија што него, значи, но има ова е Апсолутно не е што има лично на да прекинувам.
Ама вие кажувате ставки, што ми Чекайте да ме заради това што е министър, дека само мене на мачи. Ме слушате или не? Слушате какво става. Овде говориме за научен пристап како да се направи. Кои се почетните чекови? Што понатака да се прави? Овие практични примери сите ги знаем. Но болката е тая, дека нешто се прави, а има фалими. Тоа треба време да се помине и не им да кажете никој ништо не работи. Значи, јас сум професор, човекот е таму, значи ние ништо не работиме. Ако вас како ревизија ви се случи. Но вие самите си кажете, ја кажам за агенцијата за сайберкриминалите. Може би вие исто така, ако сте тргнати. Не можете да кажете ништо не работи. Значи се работи, но некои пропусти, како што велите, стојат. И тие ќе се решаваат. И затоа се оние научни собори, каде што е вашето мислење ќе се стави, ова што го зборуваме, од овде ќе произлезе и ќе се донесат кредитни заклучоци. Затоа кажаме, не дека против тоа што го зборуваме. Но малку по овде се тежи да се направи нешто и да се донесе придонес, да се направи научен придонес кон ова се што ја зборуваме. И ова ќе дојде дел на дискусијата што беше овде. Утре ние кои нека настапуваме, ќе речеме, еве човек беше, имаме дискусија, има запишено, има велики говор, што е добро. Но некако со гнев го правите тоа до тоа, да бише малку. Ние ова ми е реално прашање на реалната така. Ние Да ви прашувате како никој не работи така. Ние никој не работи, ние пријавиме. Да ви кажам, ние пријавивме и он река по добрен глас од овие говорите, ќе направија консултација. Значи, ова не е да консултираме свој проблем. Значи, ова е научни. Ето, говорим за мене што ми упаде телефонот, и мене ми украда телефонот, отидов, прада. Тој вашиот драги спитки и така натаму. Говориме како да се надминат тие работи, што да се направи од научен аспект, да им се помогне на тие институции да функционираат како треба, како ние сакаме да треба. Иначе, како и секој граѓани, треба свеска да му поработи, да биде одговорен за се ова што се случи. Ама не може вие да кажете Y еднакво на Z, а да кажете само X еднакво на Z, а Y стали. Значи, во случајот, баш е научно. Затоа што ако не недостасува една алка во синџерот, не може синџерот да држи. Значи, ова ќе биде... Тоа што треба да баше за тоа, не функционира, таа никој не го кажа. Ние не сега, не 10 години кажуваме. Ние подготвуваме за да функционира, да не функционира. Доколку дозволите, председател, благодарам за коментарите, за прашањата. Во однос на предизвиците што ги посочите за функционирањето на системот, се надевам дека примери такви по негативна конотација не се својствени само за нашата држава. Како во поблиското, така и во поширокото окружување може да се наведат субјективни примери на условно речено разочараност од функционирањето на системот, како и да е, факт е дека последниве 10 години Бери Бузан во неговата книга Луѓе, држави и стравови, уште 1981 година, која што се смета за ремек дела на Копенхагенската школа на безбедност и студии, истакнува дека за да функционира една држава и за да обстои како држава, покрај институционалната база вие која што потенциравте, значи потребно да постои идеја за држава, идеологија, значи врз основа на која ќе се базира функционирањето и значи да постои физичка база, територија и население. Сето тоа во комбинација со институционалната база, значи ефикасни функционални институции, ќе биде основа за развој на секоја држава. Бидејќи во моето излагање се осврнав повеќе на теориските аспекти на развојот на концептот за безбедност, можам само да истакнам дека она што јас сум задоволен е дека современото денешно сваќање за безбедноста се повеќе се базира на сваќање на значењето и на индивидуалната безбедност. Значи, тој го потенцира развиените општества кога говорат за безбедност и за дефинирање на безбедносниот концепт, не го прават тоа единствено од аспект на војната димензија.
Значи се започнува од безбедноста на човекот, а кои се наши најголеми безбедности вредности. По теоријата има класификувано покрај домот како најголеми на добро, значи теоријата препознава дека тоа е здравието и животот. Затоа се вика да е здраво и живо. Тоа се најголемите човекови вредности. И концептот за индивидуална безбедност, поаѓајќи од овие вредности, развива инструменти како тие да се не само да се заштитат, туку и да се развијат во едно нормално, значи институционално, значи функционално окружување. Жал ми е што не можам да дадам конкретни коментари во однос на персоналните прашања кои што ги истакнавте. Може би проблемот со мисле, да. Не го прада само мене и цела група граѓани. Ја ви кажам пример, например, да разберете тоа. А на цела група граѓани ние ми сега идаме, значи двете кога здраве центар на градот, во неа паркирани скапи коли, внатре какви сме компјутери и што, а не иде никој на работа. Они се над, како се викаше, фонд за здравствено осигурување, листа за здраве. Позади дом нарама. Значи, само не иде никој на работа. Добро, може би повеќе вода. Како може паско кузна, сега има млади луѓе и тя паско кузна да клиенти објавува во странски списанија, таму реагира од странство како може он ја награди во улица имаше извештен, ја награди брзината во Скопје, две кули повеќе направи, значи има градура, се гледа каква треба да биде, а он направи две кули повеќе и сега го викате да него на конференција и треба во затвор. Ако дозволиш го дели се поси тоа со тоа што имаше слагање на солидарност на образованието. Значи во таа смисла ако организација овој настан организиран од високообразовна институција, таа дава платформа на сите кои што се чувствуваат или кои што се дозволи пак не е во затвор. Така, значи ние не сме ниту суд, ниту никој пробива правна институција која што има таков карактер, како високообразовна институција, чисто ме потикна дека Преска зборуваше дека Македонија се уште има еден авторитарен карактер на образованието, а од друга страна тврдиш дека ние даваме платформа на луѓе кои што не го слушаат. Има контрадикторност. Ја ми го кажав клучно пример. Значи Роберт Шуман рекол најважна студија е одговорниот граѓанин. Значи во Америка на пример или во Америка има така, на таму да се затвор. А за разлика да речеме тука или да речеме дури судот кога не е тука, речеме Кевин Спейси, судот го ослободи, меѓутоа он сега ќе Ајде му дадем на колегата да ви одговори. Нека не го прекара. Да одговори, бидејќи почва Zoom. Овие франците да пријат. Ако ми дозволите, во однос на прашањето што го постави мојот драг колега од докторски студии, во однос на личниот проблем и лошото искуство кој што го имал со неовластено навлегување во неговиот инбокс и кражба на одредени лични фотографии и слично, веќе самиот факт говори за еден од аспектите на себербезбедноста, себеркриминалот. Значи, недозволено навлегување во туѓи компјутерски системи и туѓи мрежи веќе станува збор за себеркриминал. Себеркриминалот како една од формите на криминал е директна надлежност на полицијата, односно на Министерството за внатрешни работи. Во случај на детекција на таков деликт, во рамките на Министерството за внатрешни работи е формирана надлежна организацијска единица согласно правилникот за систематизација, која што се вика единица за компјутерски криминал, а процесот започнува преку полициска станица. Значи, со самиот факт што некој недозволено навлегол во вашиот систем, вие требало проблемот да го пријавите во надлежната полициска станица, зашто понатаму синхронизирано проблемот ќе бил пренесен на повисоко ниво, каде што стручни лица од единицата која што ја споменав пред малку ќе извршиле
ќе презеле истражни действија и веројатно ќе го откриле сторител. Значи, дозволете, самиот факт што вие сте се обиделе да го решите проблемот во некоја институција која што ја наведувате, е надвор од начинот на кој што треба да се постапи во случајот на детекција на компјутерски криминал. Се надевам дека ние гледаме како тие по полиција, но криминал дека тој криминал што се случи кај крадење се друго. Значи јас сум во полиција, ми рекла таму се пријавува при нас и они ме упатија да отидам таму, јас сум бил во полицијската станица, рекла, а втора работа, ние го упатим и имаат целокупниот имот изподградено станот, јас одам да пријавам во полицијска присутна таа полицијска станица, па пријавуваш, значи сите полицијски станици, секогаш кога пријавуваш, по закон мора да ти дадат и ти да имаш примерот дека си пријавен. А не. Дозволете. Значи ти пријавуваш и ние сме имаш доказ дека си пријавен. Доколку не сте задоволни од постапувањето на полициски службеник кој што е во функција на дежурна служба во рамките на полицијската станица, слободно можете да се обратите до одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди, каде што ќе поднесете соодветна представка. Инаку, ми дадовте уште еднаш инпут, да кажам, колку сериозно треба да се свати сајбер безбедност. Замислете ако вашиот мејл, кој што е украден, имало одредена шифра или пасворд кој што се однесувал на некоја стратешка или многу значајна проблематика. Значи, ако тоа се случи, да речеме во некоја институција која што е од калибар на хидроцентрала, на нуклеарна централа, на одреден општинствен имот, може да дојде до сериозно загрозување на вкупната безбедност во општеството. Затоа при појава на овие најмали инциденти, односно најмали форми на криминал, треба да се запази постапката на пријавување, односно на барање на правдата, односно сторител. А сето тоа почнува со надлежна полициска станица. Јас само да ви кажам дека јас знам каде е сектор за внатрешна контрола, према Болна и точно знам и бараката и свет, сум бил таму стопат и иската и таму. А само еднаш ми дада потвора дека проверам, кога отидав преку еден адвокат од Хелсински комитет кандидат. И ништо там никако ништо изразење. Се извинувам, меѓутоа стварно во интерес на почетокот на Zoom сесијата, ќе мора тука да затворам ова панел дискусија. Секако, значи, може дискусијата од овој панел да продолжи и потоа или во текот на вечерта.